По враќањето од Англија и посетата на Бентли се враќаме на домашните теми. Како што е познато, Автомагазин на годишен тест го има Ford B-Max со 1,5 литрен турбодизел мотор од генерацијата Econetic. Но B-Max е исто така опремен и со 1 литрен трицилиндричен мотор од истата генерација, но е турбобензинец. Тој мотор е носител на две последователни титули мотор на годината во својата класа за целиот свет. Но исто така и овој мотор награден како еден од најекономичните во својата класа од страна на Ауто без жирито. Затоа денеска на напореден тест ќе ги имаме токму овие два модела. Станува збор за B-Max опремени во ниво на опременост титаниум. Нашата тест маршрута ќе биде долга негде околу 380 км. Одбравме да започнеме од бензинската пумпа во која ги наполнивме нашите возила со гориво. Ние ќе поминеме околу 380 км од Скопје до Дојран и назад и ќе видиме како се однесуваат овие возила што се однесуваат до потрошувачката. Исто така ќе мерењето на потрошувачката ќе се ослониме на два вида мерење. Едниот ќе биде со помош на борд компјутерот, а вториот со надополнување на горивото во резерварот кога ќе се вратиме. Затоа првично ќе ги ресетираме нашите борд компјутери. As thick as stone, it's the end of the road, it's the rest of the stump, it's a little alone, it's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun, the oak when it booms, a fox in the brush. Изгледа дека не можеше да одбереме потопол ден за да го извршиме нашиот напореден тест на двата B-Max-и. Денеска сме вторник, 17 јуни, часот е околу 13:15, температурата 38 степени. Јас се наоѓам на 20 на километри пред Дојран. Со B-Max-от со 1,5 литрениот турбодизел мотор од генерацијата Econetic, до сега имам поминато 8188 километри. За овој автомобил можам да кажам дека и во инајет на неговата мала големина има извонредна удобност. Имено екипата на Автомагазин со него беше дури до Женева и назад и она што е најинтересно, ние не почувствувавме никаков замор на долги релации. Истото се повторува и на домашните патишта, кои се далеку понерамни од западноевропските. Така да удобноста во овој автомобил е на извонредно високо ниво. Досека имаме поминато 162 километри и просечната потрошувачка од Скопје до оваа точка на возење ми е 4,6 литри на изминати 100 километри. Во Дојран ќе направиме кратка пауза, ќе ги смениме автомобилите, каде јас ќе го превземам B-Max-от со 1 литарскиот Econetic мотор, односно EcoBoost мотор, кој има 3 цилиндри и турбополнач. Веќе сме при крај на нашето патување. Се наоѓаме на околу 30 на километри од Скопје, а јас сум веќе 140 на километри зад управувачот на
B-Max со 1-литрениот 3-цилиндарски бензински турбомотор од 100 коњски сили. Оно што се разликува од нашиот B-Max кој го имаме на годишен тест е само моторот. Трансмисијата останува 5 степена, интериерот и неговото дотерување во нивото на опременост титаниум е идентично. Значи само се разликува во моторот. Оно што можам да кажам за овој мотор е дека е извонредно балансиран. Иако има само 3 цилиндри, типичните вибрации и типичниот звук кој се јавува кај моторите со 3 цилиндри е потполно анулиран. Поради доброто подесување на турбината, овој мотор многу добро се однесува веќе од мали вртежи, па немате потреба многу брутално да ја стискате педалата за забрзување. За сега боркомпјутерот покажува просечна потрошувачка на изминати 330 км од 5,7 литри безоловен бензин од 95 октани на изминати 100 км. Инаку што се однесува до стабилноста и чувството на патот, не може да се каже дека изведбата со 1-литрениот мотор е инфериорна во било која смисла. Линеарни се забрзувањата, возачот е релаксиран за доправувачот и сосема лесно се одржува темпото на возење, иако понекогаш возиме и нешто повеќе од 120 км на час. Се на се, B-Max со 1-литрениот 3-цилиндарски бензински турбомотор од генерацијата Econetic остава извонредно зрела слика за него. 363 километри поминавме со секој од овие два B-Max-а. Она што ме изненади е просечната потрошувачка. Дизелот за оваа дистанца ни потроши 4,7 литри, додека бензинецот потроши за 1 литар повеќе, значи 5,7 литри на изминати 100 километри. Оваа вредност е уште помаркантна, уште подобра за истакнување, бидејќи во текот на целиот ден имавме извонредно високи температури, дори до 38 степени Целзиусови и клима уредите нон-стоп работеа на средно или на повисоко ниво. На крај што да се каже, сем дека изборот за било кој од овие два мотори е правилен избор. Може би дизелашот е поекономичен, но доколку се стави во предвид и разликата во цената на дериватите, тогаш ќе се добие една изедначена вредност на цената. Значи B-Max е извонредна понуда, прецена, простор и економичност. Она што е сега од пресудно значење за сите на македонскиот пазар. Тоа беше се што подготвивме за напоредниот тест на овие близнаци. А сега продолжуваме со нашиот тест. Во оваа рубрика го имаме Mitsubishi Outlander со 2,2 литрен TDI агрегат од 150 коњски сили.